Очигледно, моето доснење покажува со какви инфраструктурни проекти се соочува Битола, но исто така покажува колку власта се сеќава да работи само пред избори. Гледаме дека цела Битола е раскопана, сега предизборно, дека практично не може да се влезе во градот, дека бројни улици се исто така раскопани и се прават инфраструктурни зафати, верувајќи дека на тој начин ќе убедат дел од луѓето да гласаат за нив, но во суштина револтот мислам дека ќе е многу поголем од она што го очекуваат и власта ќе биде казнета на овие избори. Граѓаните многу добро се сеќаваат дека едно помошно срево беше единствената инвестиција што ја видовме во Битола, паралелно со една шаховска табла и неколку други нарапна смешни проекти кои што се промовира изминативе 4 години и затоа не можат вакви инфраструктурни зафати да убедат никого, можат само да направат сите ние да досниме настаните кои што ги имаме. Денеска сум тука во Битола заедно со кандидатот и еден градоначалник на Битола Тони Коњановски, исто така со носителот на советничката листа Пеце Милевски и еден представач на Советот, кандидатите за советници, пратеничките од Битола и сите останати кои што сакаат да не чујат и да не видат, да ја посетиме Битола, да поразговараме со граѓаните за актуелните случувања и за изборите кои што ги имаме. Ќе ми дозволите прво да ги повикам сите масовно да излезат во недела на избори, затоа што само со гласање се менуваат работите. Позната е она изрека дека добрите луѓе кои што остануваат дома ги бидат лошите политичари и затоа јас ги повикувам добрите луѓе да излезат и да ги изберат добрите политичари со цел да се решаваат проблемите во Битола. Сметам дека имаме одличен тим, дека имаме одличен кандидат за градоначалник, одлична советничка листа, бројни експерти кои што застанаа позади тимот и затоа е потребна масовна голема излезност на изборите на 17 октомври со цел во Битола да се случат промени. И да бидам директен, промените може да ги направи само ВМРО-ДПМН. И затоа и повикувам сите оние кои што се револтирани да излезат и да гласаат за Тони Коњановски. Затоа што глас за помали политички партии или останување дома е практично глас за Зоран Заев. Тоа е тоа што тие го сакаат. Тие сакаат луѓето да се депримирани, низ нивната кампања сите се исти и на тој начин да ги натераат да останат дома или да гласаат за помалите политички партии и на тој начин практично да одземат гласови од опозицијата која што очекуваме на овие избори ќе ги добие гласовите на револтираните и разочараните. Затоа масовна излезност на 17 октомври ги поканувам битолчани од раните утрински часови да покажат дека од Битола ќе тргнат промените. Планираме убави работи за Битола. Само локалната власт може да направи многу, ќе набројам 10 врвни приоритети. Прва и најбитна, нови инвестиции, нови работни места. 4 години во Битола камен не е ставен, 4 години во Битола инвеститори не доаѓаат, а најголемиот инвеститор во Битола размислува да замине од Битола заради тоа што нема добра соработка со владата. Ние планираме да носиме нови инвестиции, а постојните да ги унапредиме, да ги задржиме и да им дадеме добри услови за работа. Ние не планираме да го затвориме рек Битола, за разлика од Зоран Заев кој што јавно кажа дека до 2025, односно 2027 година ќе го затвори рек Битола. Ние не планираме директно или индиректно 5 до 7 илјади луѓе да останат без работа, ние планираме нови луѓе да се вработуваат. Понатака, изградба и реконструкција на улици и интервенции во улична инфраструктура, но не пред избори. Нови кружни токови, гасификација на Битола, нешто што е запрено 4 години, а требаше да е готово пред некаде 4 години. Топлификација на Битола, за која што проектот беше готов и требаше да се реализира 2017 година, исто така запрено. Ново основно училиште во Битола, нова зграда за противпожарна заштита, нов мултифункционален спортски комплекс, ревитализација и доизградба на рекреативен центар Тумбе кафе, долго ветуван и ништо не реализирано од власта, освен што најдоа неколку бомби од Втора светска војна, дели од прва, и нов парк во Битола со аматуристички содржини. Тоа се крупните проекти кои што планираме во Битола само преку локалната самоуправа. А затоа што сме убедени дека на 17 ќе се случат големи промени, очекуваме на 18 веќе да разговараме за ново парламентарно мнозинство во рамки на Македонското собрание и една влада предводена од ВМРО-ДПМН со локална самоуправа предводена од ВМРО-ДПМН ќе направи многу за Битола. Од ваш колега новинар бе прашани, нормално да одговорам, без разлика каде физички се наоѓам. Да, дали се наоѓам во Битола, во Скопје или дента бе во Радовиш, ваш колега новинар ми постави прашање, затоа што да ја потсетам јавноста, претходната вечер живи беа фатени двајца кандидати за советници кои што се обидуваат да прават подкуп на Бајер.
И нормално беше да одговорам на прашањето. Не може да речам сега сум тука, почекајте за 2 дена ќе отидам во Битола да одговорам. Но без разлика дали мојот став јас го кажувам во Радовиш, во Скопје или во Битола е исти. А тоа е дека на другата страна практично немаме противник, туку имаме бизнисмен кој што сака да ја приватизира Битола. И тоа е јасно на сите и не само цела Битола, цела држава го знае. И мислам дека треба да е свесен дека кога се кандидира за јавна функција, а во случајот градоначалник е исклучително битна јавна функција, треба да е свесен дека животот му се става на излог, затоа што граѓаните мора да знаат за кого гласаат. И наша работа е да ги изложиме и да кажеме кои се тие, како што нивна работа е да кажат кои сме ние. И тука нема нити лоши чувства, нити љутење, едноставно во јавен живот мора граѓаните да знаат се за да го направат изборот. А кој што правил во минатото, тоа не може да се избрише затоа што тоа е дел од неговата биографија. Така што Тони ако лекувал луѓе и помагал на луѓе, овој бил бандит. И тоа е разликата помеѓу едниот и другиот и јас нема на кој начин да го кажам освен вака директно и без лакна на јазик, затоа што јас како политичар не верувам нити во еуфемизми, нити верувам во пристојност, туку верувам во директно изложување на работите пред граѓаните. Инаку, да одговорам и на второто прашање, во Битола ќе победиме убедливо, а нормално е дека имаме фокус, затоа што после Скопје е втора најголема урбана средина во Македонија. Прво, јас не знам дека имало било каква поврзаност помеѓу било кој од овие кои што ги споменавте и актуелниот кандидат за градоначалник. Напротив. Не го мешате кандидатот за градоначалник. Бев прашан за кандидатот за градоначалник. Ако ме прашувате за друг, не е кандидат за градоначалник, не е, мислам дека не е пристојно да зборувам. Така што моја работа е да изложам кој е кандидатот за градоначалник. Кандидатот за градоначалник е тој што е, самиот си ги правил работите во животот, јас не сум ги правил работите во животот и затоа е моја работа, работа на партијата, да тие работи ги изложиме во јавност. А во однос на овие кои што ги споменавте, нема никаква поврзаност, освен она што е во рамки на законот и работење во рамки на законот. И уште една работа сакам да потенцирам, има крупна работа и крупна разлика помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. СДСМ не се менува, ВМРО-ДПМН се менува. ВМРО-ДПМН направи темелна реформа на партијата, која што реформа значеше едно внатрешно прочистување и тоа прочистување се случи и на централно и на локално ниво и тоа е нашата квалитативна предност. Ние на овие избори одиме буквално со 95% кандидати за градоначалници нови кои што никогаш претходно не биле градоначалници, што не е случај со СДСМ и тоа е нашата крупна разлика. Ние направивме коалиција против организираниот криминал и корупција, затоа што во моментот во Македонија цвета корупцијата и цвета криминалот. Најдобар доказ за комбинацијата на неспособност и криминал и корупција е тоа што се случи во Тетово, а може да се случи било каде, затоа што едно неодговорно работење искомбинирано со криминал, затоа што на криминален начин беа изградени модуларните болници, доведе до тоа што доведе. Така што соработката е базирана на оваа основа. Криминал и корупција има и во Тетово, има и во Битола, има и во Гостивар, има и во Радовиш, има и во Струмица така поприлично 16 години, има и во Гевгелија, има и во Скопје, така што тоа е принципот и ние нема да дозволиме да криминалот и корупцијата продолжат да владеат со Македонија следните 4 години и ако забележувате, секогаш кога немаат одговор за неспособноста или за криминалот и корупцијата, отвараат така наречени големи национални теми. Например, не одговараат што ќе направат во Тетово, ама разговараат кој ќе бил председател, а ние сега бираме градоначалници. Што покажува дека неспособноста ја кријат со вештачки конфликти кои што ги продуцираат меѓу себе, се направија. Прво да не се случи коалиција помеѓу ВМРО-ДПМН и Алијанса и Алтернатива, откако се случи да таа не профункционира, но прво се случи, а сега функционира, затоа што имаме честни луѓе на двете страни кои што сакаат да соработуваат. Нивото тоа е ваш впечаток, некои други луѓе имаат друг впечаток, но јас кажав и ќе повторам, граѓаните треба да направат избор. Не можат 2 имиња да заокружат или 3, затоа што ќе не важешко ливчето, може да заокружат едно. За да направат избор, мора да знаат кого бираат. За да знаат кого бираат, мора тоа да го презентираме пред јавноста. Нема друг начин. Така што тоа е тоа. И јас би сакал да зборуваме само за проекти, за паркови, за стадиони, ама за жал ситуацијата е таква каква што и Македонија не смее да продолжи во ова сивило. Јас не можам да кажам дека во Македонија се е идеално и дека не се случува тоа што се случува кое што го гледаат граѓаните. Верувате, граѓаните знаат многу подобро од тоа што ние зборуваме и дури и некогаш не застануваат и велат зашто подиректно некои работи не ги кажуваат.